На четвртиот ден од страдалната недела на Велики четврток, домаќинките во православните семејства, утрото пред изгрејсонце, ги бојадисуваат првите три јајца. Великденските празнувања почнуваат на овој ден, за во недела радосно да се дочека Христовото воскресение. А јајцето го означува животот, бидејќи како што од него пилето, кршејќи ја корупката на јајцето, излегува, значи од едно јајце гледаме нов живот, полн живот, така и Христос, кршејќи ги прангите на адот, кршејќи го печатот на својот гроб, излегува од гробот и заради тоа нели е таа традиција, благочестива тоа предание на Велики четврток рано да се бојадисуваат великденските јајца. Исто така на Велики четврток празнуваме неколку спомени, се празнува тајната вечера, се празнува исто така фаќањето на Христа, се сеќаваме на фаќањето на Христа, на предавството, на неговото изведување пред Кајафа и во тој ден согласно типикот се богослужи света литургија наутро, а попладне се читаат страдалните евангелија, каде што се изнесени сите сегменти од страданието Христово и на средината на храмот се поставува распетието, значи самиот крс со Христа и Богородица и Свети Јован од неговите две страни, левата и десната. Потоа на Велики петок се изнесува утрото плаштеницата на вечерната богослужба, а потоа се пеат специфични стихири кои се нарекуваат опело на Господ Исус Христос или статии на Велики петок со прекрасна содржина, вртење околу гробот со плаштеницата што го означува погребението Христово, и поставување на плаштеницата повторно во храмот. Богослужбите во црквите ќе продолжат да се одржуваат, а црковните храмови ќе бидат отворени секогаш за верниците да можат да се помолат и да запалат свеќа за време на великденските празници, но при тоа да одржуваат социјална дистанца и да не влегуваат многумина одеднаш.